Добра вечер. Петок, 3 април 2026, започнува дневникот на КТВ телевизија. Помалку метеж, поголема безбедност. Со голема донација од компанијата Lidl Кавадарци ќе гради нов современ кружен тек. Општината, предводена од градоначалникот Јанчев, повторно покажува како со добра соработка со инвеститорите може да се менува ликот на градот. Овој проект не е само инфраструктурно решение, туку и најава за новиот економски развој во оваа зона. По реализација на детален урбанистички план на општина Кавадарци, токму нова раскрстница на Северен булевар, тука е предвидено да има кружен тек, кружно свртување по обемот на движење на тешките товарни возила и на патничките автомобили со единствена цел и предвидување да новиот објект кој се гради тука на Lidl компанијата, молот и останатите објекти да имаат пристапни влезови соодветни, а при тоа да не го загрозуваат сообраќајот и движењето на автомобилите на секојдневието, а нормално да има и побезбеден влез и излез. Кавадарци го очекува една нова ера, токму она што од пред неколку децении е замислено новиот центар на град Кавадарци, се остварува комплетната цел, тоа е со изградбата на Lidl, со изградбата на молот, со изградбата на младинскиот центар, на биопазарот и на сите други останати содржини токму во ова територија на општина Кавадарци, и со тоа инфраструктурата мора да подобри. Денеска јас морам лично од име на градоначалник и жителите на општина Кавадарци, меѓутоа и од цела општина, да заблагодарам на компанијата Lidl покрај тоа што си го гледаат нивниот економски интереси и инвестиции, општествено одговорна компанија која што помогна на општина Кавадарци со една прилично значајна сума, околу 30 милиона денари, да овој кружен тек што општина Кавадарци го има проектирано и во годишна програма за изработка биде комплетна донација од самата компанија Lidl. Морам да потенцирам да кажам дека ова е од вкупно значење за безбедноста и движењето на сите жители и они кои што транзитираат во општина Кавадарци, значи не е од личен интерес, од јавен интерес, и еден пример за една компанија која што си дозволе да таква една донација направиме во интерес на сите жители на општина Кавадарци од голем размер. Очекуваме овој кружен тек да биде завршен до 3 до 4 месеци. Обезбедени се целокупните документации во делот на сообраќајниот режим и одобрените за градење и сите протоколи запазени во делот на донациите со одлука на Совет, со се што е неопходно. И сакам да посакаме брза изградба, да имаме квалитетна изградба и нормално со тоа да овозможиме сите кои што ќе имаат пристап тука да имаат побезбеден и влез и излез, меѓутоа и самото движење на кружното свртување. Морам да потенцирам да кажам дека овој ќе биде негде околу 8 кружен тек во општина Кавадарци. Со изградбата на овој кружен тек, општина Кавадарци го има смирено, а и покрај тоа има безбедност на сообраќајот подобрено на сите црни точки кои што ги има детектирано, а тоа е возврат дека немаме прекрстоци, немаме тешки сообраќајни незгоди, а и имаме подобра фреквенција и движење во цела територија. Се наоѓаме на еден дел кој се надевам дека ќе го одбележи владењето на нашето време. Посебна гордост и задоволство е уште во предизборната кампања пред 5 месеци со градоначалникот кога ги најавувавме овие проекти од Lidl Америка, спроти нас новиот ланец на Веро кој треба да се гради за скоро. Дел кој овозможува да Кавадарци добива и живее во една урбана инфраструктурна ера. Во таков правец за полесен достап до самите овие инфраструктурни објекти е изградба на овој кружен тек. Од име на Советот на општина Кавадарци една голема благодарност до општествено одговорната фирма Lidl, која го носи развојот на нашето Кавадарци и нашата Македонија. Преку нивната добробит за поклонување на Кавадарци на овој кружен тек и овозможува да полесен пристап пред се за нашите кавадарчани до овој велелепен објект кој се надевам дека 2027 година ќе биде во функција на нашите кавадарчани и жителите на Повардарието, бидејќи кон нас гравитираат околу 80.000 жители и 4 општини. Ќе овозможи да има помал број на сообраќајни незгоди на овој дел, затоа што овој дел ќе го собира голем дел од овој регион на Повардарието, а се надевам дека туристички ќе бидеме атрактивни и за остатокот кои гравитираат низ нашиот автопат Пријателство.
Општина Кавадарци изгради во изминатите 8 години 8 кружен тека. Уште 2 се во фаза на проект, тоа е на спојот на црквата Света Петка и на влезот во Комуналец, горе кај Жито југ, и се надевам дека со тие 11 кружни текови ќе овозможиме нашите кавадарчани да имаат побрз пристап, да има помало застој на семафорот, а со тоа индиректно да овозможиме да имаме поздрава животна средина, значи инвестираме во животна средина. Кружните текови овозможуваат побрз пристап и тоа го увидовме во однос на подобрување на нашиот сообраќај. Од моје лично име сакам да упутам голема благодарност до Lidl и воедно да апелирам до сите наши општествено одговорни фирми кои во изминатото има силно подадена рака кон општина Кавадарци да го следат овој пример, затоа што општина Кавадарци нејзиниот развој е заедно со силниот приватен сектор. И сметам дека таа силно подадена рака на приватен и јавен сектор е нешто што не води напред, затоа што да не заборавиме, развојот на секој општество го носи приватниот сектор, а јавниот сектор треба да биде заедно со нив една алка во синџирот на нашето подобро, поурбано Кавадарци, а воедно и нашата поразвиена Македонија. Се надевам дека во тој правец овој дел на Кавадарци е нешто кој во наредните 2 до 3 децении ќе остане наша гордост, а задоволство наше како раководство на градот ќе биде затоа што во наше време сме работеле и заедно со нашите кавадарчани сме успеале да донесеме едно ново руво со кој идните генерации ќе се гордеат со тоа. Нашата поддршка во изградбата на овој инфраструктурен проект е одраз на трајната определба на компанијата Lidl за општествена одговорност. Lidl секогаш ги планира своите инвестиции на долгорочен и одржлив начин. Покрај развојот на малопродажната мрежа, со изградбата на нашиот објект овде во непосредна близина пренесуваме и за развој на инфраструктурните решенија кои носат долгорочни придобивки за граѓаните и локалната самоуправа. Со реализацијата на овој современ инфраструктурен проект не само што ќе се придонесе кон подобар пристап кон нашиот објект, но исто така ќе се подобри проточноста на оваа значајна сообраќајна делница во градот, што пак ќе овозможи поголема безбедност и дополнителни придобивки за сите учесници во сообраќајот. Маркетот кој што го имаме изграден овде се простира, тоест изнесува околу 2500 квадрати, расположен на 9282 метри квадратни парцела со уредени 20% зеленило и им обезбедуваме 130 паркинг места на нашите потрошувачи. Ние како компанија секогаш кога можеме, наш приоритет е соработката со локалните компании, што е случај и овде со изградбата на ова сообраќајно решение, за што е ангажирана градежна компанија од Кавадарци. Ова е уште еден показател за вложувањето на Lidl во домашната економија, како што е возможувањето на извоз на македонски производи преку ланецот на Lidl во износ од 15,5 милиони евра за 2025 година, соработка со домашни компании, добавувачи, изведувачи со кои вредно работиме за отворање на Lidl маркетите во земјава. Овде би сакал да упатам огромна благодарност до градоначалникот Митко Јанчев, до Советот на општина Кавадарци, како и целата општинска администрација за одличната соработка и со која резултираше со овој реализација на нашиот проект, но и овој инфраструктурен проект кој што денеска означува почеток град. Полни автобуси и задоволни лица. Ваква е сликата во Кавадарци откако бесплатниот превоз за пензионерите стана реалност. Градоначалникот Јанчев и председателот на Советот Рамов денеска беа меѓу граѓаните, возејќи се на една од градските линии. Иницијативата која ги врати кавадарчани во јавниот превоз веќе ги дава првите резултати. Колку е важна оваа мерка за социјалниот живот на пензионерите, погледнете во прилогот што следува. Денеска со председателот на Совет и со председателот на Сдруженијето и со раководството решивме да утрешниот ден почне заедно со пензионерите и да видиме и градските линии и нормално користењето на градскиот превоз и од страна на пензионерите, меѓутоа и општо во делот на општина Кавадарци. Од тоа што поразговаравме со уживо денеска и што сумиравме, значи активно се користи градскиот превоз. Пензионерите користат, да речем, максимално јавниот превоз и задоволството е на една страна без забелешки, со исклучок на некои ситни административни потреби за регистрација. Значи, точно се автобусите навремено, имаме доста линии. Од податоците кои што ги имаме добиено, некаде над 3000 пензионери имат извадено картичка за бесплатно возење на линиите на територијата на општина Кавадарци, а од јануари до сега се имат регистрирано повеќе од 13.000
пензионери кои што го искористиле јавниот превоз. Тоа е драстично зголемување во однос на ланста година, негде со 8 до 9 пати повеќе. Тенденцията на користење на јавниот превоз и покрај скапото гориво и енергенци и скапиот живот, мислам дека е неопходен на територијата на општина Кавадарци. И можам да потенцирам да кажем дека овој градски превоз се користи и до сите линии кои што ги имаме истијалски и приградски, без тоа и внатрешните градски линии се од голем обем кои што поседува јавното предпријатие превоз Кавадарци. Од она што гледаме, машала веќе автобусите ни се преполни во одредени линии и термини. Можам да кажем дека на ниво на жител, по однос Кавадарци 37.500 жители, процентот на искористеност на јавен превоз е на големо ниво во делот на цела територија на Македонија што има организирано превоз. Знаете дека очекуваме негде 3 до 4 автобуси да добиеме и од владата на Македонија, по премиер господин Кристијан Мицовски веќе имаат распишан тендер за набавка на нови електрични автобуси и со тоа уште подобар ќе биде јавниот превоз и покомотен. Така да користењето на јавниот превоз е на високо ниво, не само за пензионерите, него и за целокупното население, за лица кои ранливи категории се бесплатни, а за сите други граѓани е 45 денара во било кој правец. Субвенциониран од општина Кавадарци, че продолжува на тој правец, мислам дека ова е правиот начин како да изградите во општество и јавен превоз за сите жители на општина Кавадарци да имаат алтернатива во користење на нивниот превоз и нормално да биде тоа и безбедно што појектира во општина Кавадарци. Големо моје задоволство заедно со градоначалникот и денеска со пензионерите, заедно со менаџерот на јавен превоз. Посебно задоволство ми е кога автобусите се полни во време на енергетска криза и економска криза, во време кога сакаме да се зачуваме еколошката средина Кавадарци да биде чисто, што помалку го користиме нашите автомобили, а повеќе јавниот превоз. За таа цел денеска со пензионерите правиме со градоначалникот еден визитинг за искористеноста и начинот на нивното задоволство го има или го нема во однос на јавниот превоз. Рака на срце, бевме доста топло примени, сме задоволни од оваа услуга која воведовме за нашите граѓани. Еден куриозитет е тоа дека при разговорот со менаџерот во 2025 година во само 4 дена користење имавме 26.000 карти продадено. Тоа значи дека нашите кавадарчани го користат јавниот превоз. Тоа е големо задоволство и се надевам дека овој тренд на користење на јавниот превоз ќе продолжи во идно време. Воедно еден апел од моја страна до нашите сограѓани и нашите жители на општина Кавадарци, посебно до пензионерите, посебно до сите оние кои користат своите автомобили до нивните работни места, да го користат овој алтернативен начин на јавен превоз, затоа што во тој правец заштедуваме финанси, ја чуваме нашата животна средина и воедно инвестираме за поздрави генерации. Воедно при разговор самите пензионери ви кажа одредени насоки, одредени нивни забелешки во однос на самите картички, во однос како тоа да биде побрзо, ќе биде имплементирано од наша страна заедно со менаџерот тука за нас, така да сметаме дека ова услуга јавен превоз бесплатен за сите пензионери на општина Кавадарци од 1.1.26 година вроди со плод на севкупно задоволство на заедницата. Карта Така. извадов и го користам, еве се и така испадна до болницата. Задоволни сте од услугата? Супер. Која релација најчесто користите на јавниот превоз? Низ градот до Низ градот до Батиш. болницата. Така. Ја и у Неготино живеам, така да често пати и другиот, ама тие нели не е бесплатен, али вашиот градски превоз. Нашиот е бесплатен, И така. Точни ли се автобусите на... Точно. Па добро, прво голема благодарност до градоначалникот и Советот на општина Кавадарци и комплетно јавното предпријатие за јавен превоз, до менаџерот. Значи, сами видовте дека 80% од присутните патници се пензионери, што покажува дека задоволството е преголемо и од самиот коментар на господјата што даде изјава се работи за точно и навремено одвивање на градскиот сообраќај без доцнење и услуга која е за поздрав. И е стварно едно добро за сите пензионери.
Поради обилните врнежи од дожд кои го зафатија нашиот регион, регистрирано е заматување на водата кај изворите Лукар. Од јавното предпријатие Комуналец апелираат до сите граѓани кои се снабдуваат од градскиот водовод, водата за пиење задолжително да ја превриваат пред секоја консумација. Екипите на предпријатието будно ја следат состојбата на терен, а за секоја промена и нормализација на водоснабдувањето јавноста ќе биде навремено известена. Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци прослави 70 години постоење. На денешната свечена академија се одбележаа 161 година од раѓањето на патронот на училиштето. Голема чест и особено задоволство ми е како директор на училиштето да ви се обратам и да ја отворам оваа свечена академија по повод одбележувањето на 70 годишниот јубилеј од постоењето на земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров. 7 децении постоење не е само бројка. Тоа се приказни. Приказна за труд, посветеност, знаење и љубов кон образованието. Чествувањето на овој јубилеј е потсетник на нашето минато. Нашето училиште ги поставило темелите уште во 1956 година, кога започна како шумарски техникум, а подоцна прерасна во земјоделско-шумарско училиште. Низ сите овие години генерации професори вложиле труд во себе, градичи институција која денес гордо стоиме за своето име. Тие не делеле само знаење, тие воспитувале, создавале вредности, граделе иднина. Затоа денес со поголема почит им благодариме. Нашите ученици биле и се двигатели на развојот на Кавадарци и на нашата држава. Тие се нашата гордост и нашата најголема потврда дека сме на вистински пат. Денес нашето училиште е современа образовна институција каде што младите учат не само за земјоделството и за шумарството, туку и за здравиот живот, спортот и грижата за животната средина. Создаваме генерации кои знаат и кои умеат, кои размислуваат, но и делуваат. Располагаме со современи услови, стручен кадар, постојано се стремиме кон напредок. Не застануваме. Продолжуваме да градиме уште подобро место за учење, развој и успех. Кавадарци денес забрзано чекори напред како современ град, а ние сме дел од тој развој. Активно учествувам во културниот и општествениот живот, од Тиквешкиот гроздобер до празникот Свети Трифун, од културните институции до локалната заедница. Ние сме дел од пулсот на градот. И горди сме на тоа. Во оваа мисија не сме сами. Имаме пријатели, поддржувачи, соработници, кои од срце им благодариме за довербата и за поддршката. Во истата мисија, гордо може да кажам дека градиме и меѓународни пријателства, отварајќи им хоризонтите на нашите ученици и носејќи нови знаења во нашето училиште. Драги присутни, 70 години се темел, но иднината допрва ќе ја градиме. Затоа, на сите вас ви го честитам овој значаен јубилеј, а на нашето училиште му посакувам многу успешна година, исполнета со нови генерации, нови успеси и нови приказни. Нека е за многу години овој празник, 70 години од вашиот патронен празник, 70 години, 7 декади кои оставија белег на нашите Кавадарци, заедно со сите вас, со сите претходни професори, раководства, со сите ученици кои оставија белег на нашите Кавадарци. Човек кој е од Кавадарци и е гордост да се биде од Кавадарци, а образованието е тоа што не прави препознатливи како во регионот, така во државата и надвор од границите. Образованието е наша колективна одговорност, тоа не е индивидуална одговорност, а таа спрега на локална самоуправа, градоначалници, преку менаџменти, нормално преку родители и професори, и на крајот учениците е рамка која мора да функционира за да изградиме здрави генерации, генерации кои ќе бидат наша гордост и генерации кои ќе бидат амбасадори на нашите Кавадарци како во нашиот град, така во нашата држава и надвор од границите на нашата држава.
Ние како општина сме препознатливи по тоа и сметам дека во тој правец и дух ќе ги негуваме и во идно време да оставим белег на нашите кавадарци. 7 децении посветени на развој на образованието и воспитување на млади професионалци кои се наше наследство и на нашата заедница. Ѓорче Петров низ годините го негува знаењето, трудот и негува солидарноста. Преку посветеноста на нашиот наставен кадар и исполнетите амбиции на генерациите, училиштето даде многу голем придонес за нашите кавадарци, а воедно и пошироко. Локалната самоуправа секогаш, како сега, така и во минатото, е ваш достоен партнер и ја поддржува вашата работа. Таа соработка преку заеднички проекти, инфраструктурни подобрувања, стручни обуки и поддршка на ученичките активности е насочена единствено кон подобрување на развојот и кон обезбедување на квалитетни услови за наше образование. Ќе продолжиме заедно да го вложуваме трудот и ресурсите во современи наставни простории, практична обука и можност за професионална реализација на младите. Во изминатите 4 години, преку воведување на двата одсека, тоа е одсекот на медицинска сестра, минатата година и одсекот на средна фармација, во изминатите 4 години, уште повеќе го проширивме диапазонот на Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров и овозможивме силен развој на голем дел од нашите ученици, нивното образование го реализираат во нашите кавадарци. Со тие две паралелки сметам дека и текако допринесовме за уште поголем развој, затоа што голем дел од нашите ученици тие образовни профили ги обавуваат надвор од нашиот град. Тоа сега го направивме достапно овде, за да не патуваат и тоа ни е наша посебна гордост. Тоа што како локална самоуправа сакаме да го најавиме е дека во наредниот период се очекува на фотоелектрични панели на крововите во средните наши во средните општински училишта на територијата на општина Кавадарци. Тоа е гимназија Добри Даскалов, тоа е Земјоделско-шумарско училиште и тоа е Чирос Панчо Брко, каде што во време на енергетска криза ќе овозможиме намалување на трошкот за електрична енергија. Тие се проекти на новото време и сметам дека во 2026 година ќе бидат истите реализирани. Искрено сметам дека заедно со градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци во изминатите наши 5 години на градоначалникот трет мандат, 9-та година, имате силно подадена рака како локална администрација заедно со инспекторатот при локалната самоуправа и сметам дека во тој правец ќе продолжиме и во наредниот период. И искрено на сите ви благодарам, на сите наставници за вашата посветеност, на родителите за поддршката и на самите ученици за стремежот кон ваше подобро образование. На оваа свечена годишнина ви посакувам многу успешни години, нови достигнувања и продолжување на траекторијата на традицијата на квалитетно образование на средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. И понатаму, јас се надевам дека ќе бидете наша гордост, а средното образование ќе биде темелот и поттикот на уште поголем наши достигнувања, воедно гордост наша, а заедно со вас да продуцираме генерации со кои утре ќе се гордееме. Ви благодарам и нека за многу години. Утре е Лазарова сабота, а во недела е Цветници. Македонската православна црква утре го слави воскресението Лазарово, а во недела влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим. Почитувани верници, на 4 април сабота во црквите во Кавадарци ќе се отслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот по повод Лазаревата сабота, денот кога по заповедта на Божиот Син, кој има власт на животот и смртта, светиот Лазар, кој 4 дена беше во гробот, стана од мртвите. Кога било извршено чудото над Лазар и кога Христос јасно истакнал дека тој е Бог, народот го прифатил тоа и поверувал, кој преку тоа што го рекол и направил, се представил како Господар на живота и смртта. На 5 април недела, исто така во 8 часот, ќе се отслужи света божествена литургија, кога црквата го прославува празникот влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим Цветници. После воскресувањето на 4-дневниот Лазар, луѓето поверувале дека Христос е вистинскиот Бог и седејќи на осле влегол во Ерусалим, сите луѓе, деца, возрастни, старци, простирајќи својата облека и со палмови гранчиња во рацете, кои се символ на победата, брзо го пресретнале како животодавец и оној кој ја победил смртта. Паднале на колена пред него
и потоа оделе по него, не само на влезот од градот, туку и во самото свето место гласно пеејќи Осана на синот Давидов, Осана во висините. Пофалната песна Осана се вознесува, бидејќи во превод значи слава, додавајќи во висините, покажува дека тој се прославува со песна не само од земјата и не само од луѓето, туку и од ангелите на небото. Воедно сакаме да ги известиме нашите верници дека на празникот Цветници црквата благословува на трапезите покрај постната храна да се послужи риба. Но пак ќе повториме, за славата или менденот, сите ние го чистиме нашиот дом и трапезата ја украсуваме, но треба пред се да дојдеме во храмот на светата литургија, да се соединиме со Христа и се очистиме душата и така украсени ја понесеме благодата Божја за спасение на нашиот дом. Амин. Соработката помеѓу ИНОВА и државните универзитети е клучна за развој на науката и економијата, изјави денеска премиерот Христијан Ницкоски. Образованието не е трошок, тоа е најсилната инвестиција во иднината на државата. Во секое училиште што го градиме, ја градиме и силата на нашата татковина. Нелсон Мандела рекол, образованието е најмоќното оружје кое можеш да го употребиш за да го промениш светот. Затоа ми представува чест што денес сум дел од овој настан, кој е посветен на унапредување на соработката помеѓу клучните чинители во развојот на науката, иновациите, предприемништвото, технолошкиот развој и знаењето. Иницијативата на Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво ИНОВА за воспоставување на соработка со државните универзитети представува важен чекор во насока на подобро поврзување на образованието, науката и економијата. Во услови на брзи глобални промени, ваквите партнерства се неопходни за создавање одржливи и долгорочни резултати. Улогата на Министерството за образование и наука, како и на универзитетите, е од особено значење во градењето на систем кој ќе овозможи развој на квалитетен кадар, подготвен, да одговори на современите предизвици. Истовремено, поврзувањето со приватниот сектор и институциите создава основа за поефикасен трансфер на знаење и технологии. Фокусот на ова партнерство е во согласност со нашите стратешки приоритети, а тоа се поттикнување на иновациите, поддршка на предприемништвото и стартапите, како и развој на конкурентна економија базирана на знаење. Потпишувањето на овој меморандум за соработка представува силна порака дека заедно можеме повеќе, дека преку партнерство можеме да создадеме услови за развој на предприемништвото, за поддршка на стартапите, за зголемување на конкурентноста на нашите компании и за изградба на економија базирана на знаење. Особено е важно што оваа иницијатива отвара простор за подлабока соработка помеѓу универзитетите, институциите и бизнис секторот, што може да резултира со нови проекти, заеднички истражувања и креирање решенија со реална примена. На тој начин се создаваат услови за задржување на младите таленти и нивно активно вклучување во развојот на македонската економија. Очекувам дека преку заеднички активности ќе се унапреди иновацијскиот и технолошкиот екосистем. Ќе се поттикне предприемачкиот дух кај младите и ќе се создадат нови можности за раст и развој. Како влада, остануваме посветени на поддршка на иницијативи кои придонесуваат за економски развој, иновации и подобра поврзаност помеѓу институциите. На крајот дозволете ми уште еднаш да им честитам на сите вклучени страни за оваа значајна иницијатива и да изразам уверување дека ова партнерство ќе донесе конкретни резултати и долгорочни придобивки за целото општество.
СДСМ со иницијатива до Уставниот суд за Законот за внатрешни. Стоп на партизацијата на МВР порача денеска од оваа политичка партија. Подготовките за деценискиот план на Мицковски за изолација на земјата и грабеж на граѓаните се во тек. Јавното обвинителство и судството се под контрола на власта, со подобни обвинители и судии, блиски до Мицковски, а сега следува и брутална партизација на Министерството за внатрешни работи. Додека криминалот и корупцијата царуваат насекаде, скандали со 5 тони дрога кои водат до врвот на власта, во МВР се случува операција за отстранување на неподобните професионалци и ставање на партиски послушници. Со новиот закон за внатрешни работи, кој го донесоа и го менуваа неколку пати за само една година, ВМРО ОКГ и Панче Тошковски ги деградираат професионалците и инсталираат партиска војска во полицијата. Тошковски прераспределува полициски службеници по потреба на службата, без никакви критериуми и без согласност на вработените. Професионалци со 30 години искуство, кои со децении граделе кариера, преку ноќ се уназадени од раководни позиции до најниски извршители. Кариерниот систем е укинат. Се гази правото на работа и слободен избор на вработување загарантирани со Уставот. Се формираат партиски комисии за селекција, кои надвор од очите на јавноста и без вклучување на репрезентативниот синдикат ќе одлучуваат кој е подобен, а кој не. Тошковски удира и по джебот на полицијата. Работното искуство веќе не е дел од основната плата, со што директно се намалува вредноста на сите додатоци, како прекувремена и ноќна работа. Го укинува и за гарантираниот додаток за овластување од 20% и 30%, а наместо тоа Тошковски носи класифицирани листи за тоа кој заслужува додаток на плата. Значи, платата на полицаецот повеќе не зависи од неговиот труд и закон, туку од желбата на Панче Тошковски. Ова е истиот модел кој што го гледавме во времето на Никола Груевски. Моделот на МВР-ВМРО, како што го нарече Гордана Јанкуловска. Истата шема, само нови актери на старата криминална банда. Целта е јасна. МВР да се претвори во партиски механизам за пресметка со неподобните и заштита на криминалот и корупција на власта. СДСМ силно ќе се спротистави. Денеска поднесуваме иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на овој скандалозен закон за внатрешни работи. Бараме итно поништување на спорните одредби и стопирање на сите незаконски прераспределувања и постапки на Тошковски кои се донесени врз основа на овој закон. Нема да дозволиме МВР да биде партиски штаб на ВМРО ОКГ. Во услови на растечка нееднаквост, пат на животниот стандард и хронична институционална неефикасност, најновите податоци за инфлацијата јасно ја потврдуваат реалноста дека Македонија се движи кон сериозна економска нестабилност. Владата, наместо реални мерки, води фискална политика базирана на статистички манипулации и политички маркетинг, целосно оддалечена од вистинските проблеми на граѓаните, пишуваат од левица. Кога ќе се погледнат клучните категории, сликата е особено загрижувачка. Храната поскапена за 3,9%, млекото за 4,2%, овошјето за дури 16,3%, шеќерот за 8,9%, безалкохолните пијалоци за 10,7%, кафето за 21%, облеката за 6%, а услугите во предучилишно и основно образование за 23,4%. Не станува збор за ниска инфлација, туку за директен, сериозен удар врз животниот стандард. Поскапуваат токму основните производи и услуги што секое семејство ги користи секојдневно, пишуваат од левица. СДС и ДУИ во Тетово донесоа измени во деталниот урбанистички план со кој директно му овозможија бизнис со 200 милиони евра на прорускиот бизнисмен Миодраг Давидовиќ Дака, обвини на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН.
Власта на Заев и Ахмети во 2020 година, на само еден ден по изборот на новата влада, во Тетово донесе измени во ДУП со кои директно се овозможи бизнис од над 200 милиони евра на прорускиот бизнисмен Миодраг Давидовиќ Дака. Станува збор за просторот на некогашниот гигант Шик Јелак, кој тогаш е откупен од страна на Миодраг Давидовиќ Дака преку фирмата Јелак Градба. На истиот овој простор, крими коалицијата предводена од СДС и ДУИ, во Тетово донесе нов детален урбанистички план само еден ден по изборот на владата во 2020 година. Со новиот ДУП, планирано било на овој простор да никне урбана џунгла со над 2000 стамбени единици во вредност од 200 милиони евра. Да подсетиме дека ако не беше ВМРО ДПМН, во Тетово заради бизнис интерес на врвот на тогашната власт на Заев и Ахмети, на местото на некогашниот гигант Шик Јелак ќе никнеше бетонска џунгла со над 2000 стамбени единици, илјадници метри квадратни деловни простории и трговски центри. Ова е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДС. Ние се бориме против криминалот и корупцијата, а тие се криминалот и корупцијата. Обвинителот Савески ги исполнува задачите што му ги додели Мицкоски. Правдата е погребана, рече на пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Новиот јавен обвинител Ненад Савески целосно работи под диктат на Христијан Мицкоски и за 24 часа ги има исполнето сите задачи што му ги додели. Постојано ја елиминираше Ленче Ристовска, независен и признат професионалец, која соработуваше и со Евроджаст, а беше принудена да си замине. Претходно ја отфрлија представката на Ристовска за политички притисок од страна на Мицкоски, кој јавно на телевизија ја навредуваше, а потоа ја исфрли. Савески ги одзеде предметите Талир 1 и Талир 2 за нелегално партиско богатење, незаконски стекнат имот, незаконска бела палата на ВМРО ОКГ. Класична операција по нарачка на Мицкоски за спас на криминалниот имот на ВМРО ОКГ, најбогатата партија во Европа. Ете зошто на власта и требаше обвинител под нејзина контрола, за спас на криминалците во врвот на власта. Претходно почитувани беше елиминирана и обвинителката која ги уапси ВМРО-вските началници, инспектори и полицајци осомничени за трагедијата во Кочани. Беше укината суспензијата на вишиот јавен обвинител Цветановски, кој се откажа од гонењето на началникот Латас. На голема врата се враќаат обвинителите од тефтерчињата на Мијалков. Савески лично ја предложи Јасмина Костеска-Здравевска за шеф на вишото јавно обвинителство, позната од бомбите, каде Мијалков и Гордана Јанкуловска го договараат токму нејзиниот избор. А нејзиниот сопруг исто така беше дел од процесот за лустрација на Славко Јаневски. Тука секако треба да се спомени Анита Топалова Исајловска, сопруга на заменик министер на ВМРО ОКГ. Наместо независно, имаме партизирано судство и обвинителство под контрола на Мицкоски и ВМРО ОКГ. Правдата во Македонија е целосно погребана. Продолжуваме со спортот. Македонската женска клубска кошарка влегува во интересна завршница, бидејќи овој викенд ќе се одиграат средбите од петото коло до Ролоџото. Во сабота од 17 часот ќе се одигра дербито на колото помеѓу Вардар и Крива Паланка. Скоро известно е дека екипата на Крива Паланка, која во моментов е лидер на табелата, има најголеми шанси да остане на таа позиција и со тоа да се здобие со предност на играње на домашен терен во полуфиналето од плейофот. Вардар, по победата на гостински терен кај Баскет Кам, има зголемена самодоверба да проба да биде подобар и од првопласираната екипа на табелата, па дури и да се искачи и на второто место. Баскет Кам во ова првенствено коло има гостување во Кавадарци, каде во сабота од 13 часот и 30 минути ги чека дуелот со екипата на Про Баскет, која се уште има само теоретски шанси да остане во трката за место во доигрувањето. Сепак, кавадарчанки ќе се обидат да ја искористат кризата кај актуелниот шампион и да стигнат до победата. Во сабота од 17 часот и 30 минути
Бадел го пречекува Спорт тим од Неготино. Со победа, баделки скоро сигурно ќе бидат во првата четворка, особено ако Пробаскет загуби од Баскет Камп, додека гостинската екипа ќе се обиде да направи изненадување и остане во битката за опстанок која ја води со Делчевски Патриот. Во ова пето коло, Патриот има гостување во Скопје, каде во недела од 13 часот и 30 минути ќе играат против екипата на МЗТ, која нема проблеми во поглед на обезбедување на позиција која носи место во оваа конкуренција и во наредната надпреварувачка сезона. На отварањето на 25-тото коло од првата македонска фудбалска лига, фудбалерите на Тиквеш вчера освоија бод на гостувањето кај Башкими. Првото полувреме заврши без голови, а во второто Тиквеш победе со голот на сила. Башкими прво промаши пенал, па израмни, а потоа и поведе со 2:1. Сепак во 90-та минута со голот на Лавал, Тикве стигна до конечни 2:2. Второлигашите утре сабота ќе ги одиграат средбите од 23-тото коло, а двојките се Охрид Новаци, Преспа Саса, Детонит Кожув, Слога Победа, Беласица Осогово, Шкендија Рачиново Тетекс, во дербито Скопје ќе ја пречека Штипска Брегалница, а во недела во дербито на дното Големо Конјари е домакин на Вардар од Неготино. Во третата македонска фудбалска лига група Југ во недела ќе се одиграат средбите од 19-тото коло во кое ќе се сретнат Борец Ултрас, Тополка Башкими, Бучин Питугули, Росома на домашен терен ќе игра со Превалец, а Венец во Долни Дисан е домакин на Млекар. Слободни во ова коло се екипите на Влазними Јуниор и Младост од Кривогаштани. Во машката ракометна Суперлига викендов ќе се одиграат средбите од четвртото коло од ракометниот плейоф и плейаут. Плейаут сегментот ќе стартува веќе денеска со средбата помеѓу Еврофарм Пелистер 2 и Струга. Во сабота Пролет ќе го пречека Прилеп, а во недела Радовиш ќе го нагости Куманово. Во пресред на редовното коло во плейофот вчера се одигра и еден заостанат надпревар од третото коло. Вардар лесно дојде до победата против вториот тим на Охрид со 31-21. Охриджани одлучија да ги зачуваат главните играчи за предстојните европски дуели, па настапија буквално со резервниот состав. Во четвртото коло, во сабота, во дербито Еврофарм Пелистер ќе го пречека Охрид, но прашање со кој состав охриджани ќе настапат и на овој дуел. Бутел во скопската пресметка ќе го пречека Алкалоид, а во сабота од 18 часот во салата Јасмин Тиквеш ќе го нагости Скопски Вардар. Утре променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен, повремено и силен ветер од северозападен правец над 70 км на час. Температурата од 7 до 16 степени. Ги гледавте содржините во Дневникот, благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер.